Непристоен допир од ракометарот бил причина за да почне тепачката која резултираше со убиство на 28-годишниот Денис Тот. Според неофицијални информации на Алфа, ова во обвинителството го кажала 19-годишната девојка, едно од осомничените за убиството на ракометарот. По 6 дена бегство во притвор заврши првоосомничениот Анџело Ѓоргиевски, откако по него беше распишана и меѓународна потерница дури вчера. Според неофицијални информации, тој синоќа по 4-часовни преговори во 1 часот и 20 минути после полноќ сам се предал во полициската станица Аеродром, да бил спроведен во шутка. Првоосомничениот за кривичното дело убиство на Денис Тот, нокеска околу 2 часот е спроведен во КПУ затвор Скопје за издржување на мерката притвор, одредена од надлежниот суд. Тој беше баран по потерница, односно наредба на ОЈО Скопје, поради основано сомнение за сторено кривично дело убиство. Во јавноста се уште постојат сомнежи дека некој сепак сакал да го сокри убиството, а за оваа тема се пишува во хрватските медиуми. Утрото после убиството од Карил соопшти дека тој бил примен без видливи траги на насилство. МВР прво велеше дека нема за по повеќе од 24 часа да каже дека сепак имало убиство, иако од објавеното видео јасно се гледа дека станува збор за убиство. Министерот Беким Сали се уште го чека официјалниот документ од обдукцијата, а го има само извештајот од внатрешната контрола врз лекарите од здравствениот инспекторат. Извештајот на ДСЗ е доставен кај мене во канцеларија, чекаме извештај од судска медицина по комплетирање на сите документи, ќе се формира комисија ако има потреба и ако има сомнеж за некој детал, па потоа ќе ви дадеме изјава дефинитивна, не би сакал во период кога се уште е отворен процесот да дадам некоја изјава. И со директорката Мојсова и со директорката Бухова од ДСЗ сме разговарале, меѓутоа дозволете да заврши процесот, па ќе имате изјава. Убиството на Тот се случи четврток кон петок вечерта околу 3 часа после полноќ.